Сега сме во топ тема на ваша страна со моите гости Клековски, Билјали и Божиновски. Како никогаш досега, па ниту во 2001 немаше волку странски дипломати во Македонија. Денеска Хани Матис со пораки. Матис силно го поддржува договорот со Грција. Вели ако во 91 сме изгласале независност на овој референдум, граѓаните треба да ја искористат историската можност да ја придвижат земјата напред кон големото европско семејство и НАТО. Хан пак порача дека од клучно значење е граѓаните правилно да бидат информирани за референдумот и за содржината од договорот од Преспа. Тие ја надополнуваат всушност низата дипломати од посетата на Меркел преку Могерини и Столтенберг и најавени се и други странски дипломати. Па еве со оглед на тоа што почнав со актуелното, Клековски, колку сите овие посети, а некогаш и дневно не можеме да изброиме колку дипломати дошле, можат да помогнат или не во излезноста и во анимирањето на македонските граѓани да излезат на референдум и да се изјаснат за или против референдумското прашање, колку, не знам, тоа ќе влие на перцепцијата на граѓаните? Генерално прашање колку кампања може да влие на расположението на граѓаните во пресед на референдумот, како што е во пресед на било кое одлучување. Ја малку ќе се вратам наназад, имавме едно истражување 2011 година за општествените вредности и многу е интересно дека во Македонија политичките определби се повеќе на ниво на верување отколку на уверување. Ја правам разлика меѓу верување и уверување. Се верува во религија, бидејќи таму немате потреба од evidence-based, од докази дека постои Господ или дека е релевантен Куранот или Библијата во тоа што е напишано. За разлика во политиката, каде што би сметале дека е засновано на аргументи и факти и дека е прашање на уверување, нешто што сме се увериле во основа на аргументи. Меѓутоа кај нас значителен дел од определените граѓани, условно да кажам, политиката е често на ниво на верување, а не на уверување. Значи, на нив кампањите не влијат. И тие се веројатно стабилни, оно што го викаме стабилни гласачки тела, бидејќи ако видите и кај СДСМ и кај ВМРО-ДПМН, по стратешки прашања има вртење по 180 степени во зависност од дали се власт или опозиција. Надвор тоа има нормално еден дел од граѓаните на кои треба да се уверат, и кампањата може би им помогнала, ако е информативна кампањата, да дознаат факти за договорот и што носи договорот. И има еден дел од граѓаните кои чека да видат која страна ќе превагне, па да ја заземат страната на посилниот, условно да кажам, дали да учествуваат или не. Секако, тука бидејќи битката се влие на едно друго ниво, не дали ќе се гласа за или против, туку дали ќе се гласа или нема да се гласа, треба да се земе во обзир дека кај одреден број граѓани има навика на редовно гласање, посебно кај повозрастните, и претпоставам дека и они се прекршуваат околу прашањето како да постапат. Меѓутоа, кампањата е во главном позитивна, возборувам ова што е по медиумите, затоа што собранието како оној кој ја плаќа кампањата, спотовите кои се направени се главно со луѓе од владата кои ги даваат пораките. Оние кои што, како што беше лидерот на ВМРО-ДПМН, кои што кажа секој по сопствено уверување, нема таква воочлива кампања во однос на убедување на гласачите, односно на оние што ќе излезат, затоа што нема и јасен став. Значи, ако веќе зборуваме за кампањата, свртена е... Не, значи, едното е збориме за ово што го кажа претходно, важи горе-доле за сите избори. Значи, имаме некои стабилни гласачки тела и некој дел меѓу нив што ќе се изјасни врз основа на уверување или ќе чека да видат четвртата група која страна ќе превагне. Оно што е различно во ова референдумска кампања е дека ако ги примениме стандардите за оценување на кампањите на референдумот, се придвижува кон оно што ОПСЕ и ОДХР би го оцениле како нерамен терен, бидејќи ние немаме против кампања, имаме само за кампања
И втората карактеристика е дека политичкиот врв, севкупниот политички врв, е вклучен директно во кампањата на една страна. Тоа беа, впрочем, критиките на сите избори претходно, каде што ВМРО-ДПМН не обезбедуваше рамен терен за натпревар меѓу двата табора, условно да кажам, бидејќи во секоја игра треба да има еднакви услови за двете страни. Ова кампања очигледно дека нема еднакви услови, туку не постои втора страна, туку има само една страна. Иако морам да кажам, гледајќи го митингот во Скопје и митингот во Штип, малку ми заличи како да има две можеби затоа што коинцидира во исти ден, гледајќи ги вестите тој ден, малку ми заличи како да има две кампањи. Билјали, факт е дека странските дипломати се во функција на објаснување на важноста за влез на Македонија во ЕУ и НАТО и на некој начин се дел и тие од кампањата. Кога пак зборуваме за ВМРО-ДПМН, тие одбра на терен со граѓаните да зборуваат. Можеби затоа му заличило вчерашниот ден беше таков, тие беа на терен во Штип, овие беа во Скопје. Меѓутоа, од една страна, ако веќе ги спомнуваме митинзите како дел од кампањата, имаше пак и многу забелешки на митингот во Скопје дека се донесени луѓе од цела Македонија, дека СДСМ го прави тоа што го правеше ВМРО-ДПМН, дека со автобуси носи луѓе и се тие оние досетки подбивања со сендвичите и слично. Значи, кампањата очигледно за оваа влада е да се биде за и дека масовноста им е битна. Па мислам, ако се анализират сите изборни процеси последните 20 и нешто години, можем да констатираме дека реално кампањите внатрешно не менуваат многу што во свеста на луѓето, особено ако траат месец дена и така натаму. Тука се работи за нешто друго. Значи, ако поаѓаме од тоа дека кампањата максимално може да смени 4 до 5% од тоа што важело пред кампањата, тука имам нешто сосема друго. Значи, имаме меѓународен фактор, важни луѓе, лидери, познати лица кои доаѓаат и пренесуваат важни пораки со сета сила и содржината на тие пораки, што луѓето се склони полесно на ним да им веруваат. Знаете, у меѓусебна партиска преприка, знаат луѓето понекогаш да размислат вака, знаете што, вие можеби сте во право, но самиот факт што вие го кажувате, ние сметаме дека не сте во право. Значи, да. И таа логика, зашто и да кажете, ја не ви верувам и не сакам дури да ви верувам, тука е нешто друго. Значи, доаѓаат светски лидери со значајни пораки и мислам дека тие пораки влијаат во свеста, убедувањето на луѓето и претпоставам дека многу што е сменето. Веројатно овие што се занимаваат со сондажите, јас индиректно добивам дел од тие сондажи, покажуваат дека за релативно кратко време многу што е сменето во свестата и убедување на граѓаните и така јас очекувам добар исход на референдум. Поинаку знаеме да кажеме, нели читаме или слушаме, дали сега овој референдум е еднаков на референдумот 91 кога се гласаше за самостојноста на државата. Други кажу дека не може тоа да се според, нема врска со тоа. Јас би кажал со полно убедување дека овој референдум е многу поважен од референдумот 91. Зошто? Затоа што ако тогаш при тогашни услови, кога практично престојуваше и се случи една бивша југославенска трагедија, која за среќа ја заобиколи Македонија бар тогаш. Тој дел, мислам дека сега, ако референдум да испадне неуспешно, се плашам дека не само што ќе се загуби државата, туку целиот регион ќе се загуби, затоа што често луѓето помислат, па како ќе се дестабилизира државата? Значи, не мора сега да се стабилизира од внатре. Многу мина знаат да размислат и вака. Па албанци ќе кажат, што ние сега губиме време, вие не сакате Европска унија, ние ќе отидеме и така, не е така. Ја мислам дека луѓето се навикат да трпат. Меѓутоа, секој негативен исход на референдумот тука
мислам дека ќе се прати сигнал на сите радикали, фанатици, екстремисти во регионот, значи од Македонија, Босна, Косово, Црна Гора и Србија, и тие ќе се охрабруваат. Ќе разговараме и за регионалното прашање, бидејќи и не случајно, само да заклучам, не случајно доаѓаат пораки дека рускиот елемент е присутен и дека тоа е посебно прашање кој би сакала да го дискутираме, Божиновски, во контекст на кампањата, доаѓањето на странските дипломати и влијанието на граѓаните кои треба да излезат. Кликовски веќе заклучи дека имаме нерамен терен, меѓутоа очигледно пак и ВМРО ДПМН одбрала еден поинаков пристап, како што тие најавија дека ќе одат од врата на врата, ќе имаат лично ќе зборуваат со граѓаните. Владата се одлучи за една доста голема кампања на која што се појавуваат луѓето од власта, иако јас можам да кажам дека собранието е всушност нарачател и пратениците би требало да ја водат таа кампања, сепак превагна да бидат луѓето од владата. Сметате ли вие дека може сите овие луѓе што доаѓаат од странство на Меркел, која ќе дојде и која ќе даде пораката, да влие директно на одлуката на граѓанинот, да излезе пред се да гласање, затоа што пак да се разбереме дека тие директно никому не му сугерираат како треба да гласа? Зависи. Значи, многу е специфична ситуацијата сега. Каков договори да се постигнеше, без разлика, значи, меѓународната заедница ќе дадеше силна подршка, како што и сега. Тоа што договорот не беше таков како што се очекуваше, тоа што договорот за многу граѓани е неприпатлив, значи тешко може да го сварат, тоа не се виновни меѓународните представници. Значи договорот да вклучуваше дека, например, наместо Ерга Омнес, Република Македонија, барем за внатрешна употреба да се остане Република Македонија, меѓународната заедница со ист жар ќе повикуваше на прифаќање на договорот, бидејќи договорот како таков е значаен. Но, од друга страна, како ќе се перцепираат меѓународните представници, зависи многу и каква е самата перцепција креирана околу процесот внатре. Затоа што на почетокот се почна со одредена кампања дека договорот е многу добар, дека за Македонија тоа е одличен договор и дека граѓаните треба да го прифатат. Свиде дека не може да се иде со таква кампања. Ние говоревме, мислам дека ту говоревме. Значи, не можеш да одиш со кампања дека имаме добар договор кога договорот не е добар. Особено за прашање за кое што сите граѓани се детално информирани. 25 години е овој спор. Не од вчера и од завчера. Цар требаше да се иде со кампања дека договорот е лош, но тоа би обезбедило одредени перспективи за Македонија, како што се покана за членство и членство во НАТО, евентуално почеток на преговори за ЕУ, ќе видиме тоа следниот мај, што и како ќе се случува или јуни. И на тој начин едноставно да им се презентира на граѓаните и особено на оние кои што се неутрални, кои што не се во групата на гласачи на ВМРО или гласачи на СДСМ, него кои што јавното мислење го перцепираат многу повеќе како еден рационален процес и се носат улоки врз база на она што сметаат дека ќе биде добро и за нив и за државата. Вашата теза е на тој начин тие би поттикнале да се постигне цензусот од 900.000, затоа што би излегле и оние неутралните да кажат. Тоа е првата, точно, тоа е првата предпоставка. Значи, тоа беше првата предпоставка, почеток на кампања која што ќе биде правилно поставена. Се започна погрешно, се смени кампањата некаде кон крајот на август. И сега еве имаме веќе немаме кампања за, него за гласај за договорот со Грција, него имаме сега излези гласај кампања. Едноставно. Сега колку ќе биде ефектот, ќе видиме. Вториот проблем, прашањето е излези за Европска Македонија, значи се нагласува моментот за ЕУ и НАТО. Добро, видете. Она што беше многу значајно е вклучувањето на опозицијата во целиот процес. Затоа и ја говорев. Многу други луѓе. Да, меѓутоа тоа веќе заврши. Веќе кажа тука беше проблем. Сака и каква кампања ќе води. Значи, она што можеше да се избегне овој проблем кој што го имаме сега со цензусот беше договор за прашањето и задолжителен референдум. И тогаш едноставно ќе имавме кампања за и против. Сега имаме две кампањи, но сега имаме кампања за и бойкотирам. Тие се двете кампањи.
Кампањата против ја нема. Практично имаме кампањи кои не обезбедуваат цензус, Клековски повелете. И затоа, да, и затоа, извини само уште ова да довршам, и затоа всушност она што го предпоставивме, и што започна да се појавува во анкетите уште пред месец дена, пред месец и пол, а тоа е оние кои што се од кампусот не, значи кои што би излегле и би гласале не, полека дел од нив одат во кампусот. На ова можам да кажам дека влијае некои други фактори, очигледно работа на терен и слично. Клековски повелете. Две работи. Прво би реплицирал на колегата мисол, ако овој референдум од историско значење, тогаш не смеше ВМРО-ДПМН да биде надвор процесот. Како што не смеше 91 да албанците бидат надвор процесот, бидејќи порано или покасно ќе настане некој проблем со тоа не вклучување во процесот на клучни чинители. Значи самата влада со тоа што се одлучи да донесе одлука за референдум без консултации со ВМРО-ДПМН, без вклученост на ВМРО-ДПМН, и уште повеќе со тоа што го прогласи референдумот консултативен. Не може консултативен референдум да биде историски. Не е обврзувачки. Клучно ќе биде гласањето во парламентот. И самото прашање. Ако ја побарам мислење и само мислење, не може да биде историско мислењето, бидејќи ако беше историски, тогаш сите пратеници ќе гласаа за одлуката за референдум и ќе беа договорени околу прашањето, ќе беше задолжителен, посебно со вака формулирано прашање, бидејќи прашањето е дали сакаме да станеме членка на ЕУ. И таму е јасно дека за стапување во сојуз е потребно да има задолжително. Ама нема да се вратиме назад, значи референдумот е консултативен. Консултативен е оксиморон со историски. Значи не може да биде истовремено и едното и другото, и власта веројатно требаше да се одлучи што ќе биде. Бидејќи и самата власт со невклучувањето на ВМРО-ДПМН и со прогласувањето на референдумот консултативен допринесе да се случи оно што Владимир го кажува, што се случува во анкетите до пред 2 недели, е да ставот против, кој беше јасно дефиниран, почна да се прелева во ставот бойкотиран. Затоа за мене многу поголемо значење ќе има од странските политичари како ВМРО-ДПМН во реалност ќе се постави. 28,8% рекле дека нема да излезат на гласање, таа зголемена бројка за бойкот. Меѓутоа пак, ако го прашате Мицковски и тој се дообјасни потоа дали значи тивок бойкот, тоа што тој кажа секој да постапи, а не секој да излезе да гледа, туку секој да постапи по сопствено убедување, на некој начин го обвинија за правење тивок бойкот и прашањето дали на терен и како всушност работи ВМРО-ДПМН за да се стигне до оваа бројка од 28,8%. Нејасниот став на ВМРО-ДПМН и можеби и тие на време не почнаа со својата кампања. Ако е точна тезата дека сите чинители требале да почнат кампања за излезност пред се, а граѓаните да одлучат по сопствено убедување како ќе гласаат, тогаш да ја свртиме работата и дека и ВМРО-ДПМН можело да излезе со една таква кампања уште од првиот ден по распишувањето на договорот, подпишувањето и да ги натера граѓаните да излезат. Дали е исправен ставот на ВМРО-ДПМН не можеме да процениме, пошто претпоставам дека они има тешкоти да стигнат до единствен став за да исудират нели на оние што им е најважен идентитетот и на оние што им се важни евроатлантските интеграции. Меѓутоа, доколку камповите против и бойкотирам не се поделија, имаше големи шанси да тие двата заедно бидат повеќе од тие што се за. Дали свесно или несвесно се поделија, тоа е прашање. Повелете Мирсал за тоа што на некој начин со двајцата треба да реплицирате. Добро, сега дали консултативен или обврзувачки референдум, ја мислам дека повеќе тоа прашање од техничка природа или од тактичка природа, свесни дека следните чекори што треба да се преземат, ако испадне, значи, пошто знаеме дека ВМРО-ДПМН деструктивно ќе се однесуваше и практично така се однесува во однос на во круцијално прашање, ќе се дојде во еден слеп пат кај што не можеме да најдеме излез. И затоа не случајно се кажало дека ова ќе биде консултативен референдум, ако случајно не помине, институциите ќе функционираат соодветно нивните уставни надлежности. Но
реално, без оглед на тоа што се вика консултативен референдум да е обврзувачки. Значи, замисли да падне референдумот, последиците ќе бидат исто како да пропадна обврзувачкиот референдум. Не верувам дека ќе има капацитет власта понатаму, ако падне референдумот, дека институциите, собранието, владата и така натаму не може консултативен референдум да биде обврзувачки. Ја ви кажам за последиците од тоа што може да следи. Не ви кажам тоа што пишува. Оти тоа што пишува законот, обврзувачки референдум не е консултативен референдум, но само да се доизјаснам до крај. Ја велам дека последиците од можниот неуспех на референдумот ќе бидат исто како да пропадна обврзувачки референдум. Значи, без оглед на што пише. Мислите дека пратениците би се повикале на волјата на граѓаните, особено оние што... Мислам дека многу што ќе се дестабилизира, власта не верувам дека ќе има кондиција понатаму да продолжи, опозицијата ќе се ограби, ќе почне уште подеструктивно, држава може да се дестабилизира и целиот регион. Па зашто не беше тогаш обврзувачки референдум? Тоа е друго прашање, треба да навлегуваме на тие кои донесува таква одлука. Веројатно да бевте вие или јас или Клековски, ќе размислуваме поинаку и ќе направиме како што ние размислуваме. Но реално со ваква структура на опозиција која не знае што е политичка битка, да се бори на тоа што е профитабилно, има милион точки на кои опозиција може да поентира околу функционирање на државна администрација, здравството, образованието, задолжувањата, функционирање на институциите и без оглед на тоа што СДСМ ќе излезе ќе каже, па вие кога бевте, што ја правите? Не, ама ние бевме и ја загубивме власта и сега признаеме дека сме сгрешиле и сега тоа не стопира да и ги уловиме вашите грешки. Така функционира. Не цело време вие копате на главниот стол на државата и ова што се прави не е моје мислење. Мислим, мислење на важни институти. Јас ги цитирам важни институти на Европа и ако сакате и светскиот лидер Страсбург во однос на геополитика, кој велат дека практично однесувањето на дел од политички структури, што се мисли на опозицијата, значи ги подкопуваат главните столбови на државата. И тоа не е единствена анализа, нели беше сега генералниот секретар на НАТО, не, Столтенберг во Еритич фондацијата, нели кажа дека ситуацијата е... Само ви кажа дека јас во 90-тите бев задоен од македонците дека албанците се деструктивни и дека затоа не е направен напор да бидат вклучени во носење на уставот и во референдумот. И сега стана по-конструктивно. Не, ама сакам да кажам да обвините 30% од населението дека е деструктивно. Не е населението, нешто каже населението. Политички партии зборува. Добро, тие политички партии имат следбеници, имат граѓани кои гласат за тие опции. Како ги убедува. Ајде ја вака ќе реплицирам на Божиновски. Да се вратам на првото прашање. Ја мислам дека за одзивот на референдумот многу е побитно како на вистина ВМРО-ДПМН ќе се однесува на теренот отколку целата кампања. Затоа што рековме бројот на бојкот се зголемува. Тоа не е случајно. Тоа беше уште пред да почне ваков замав кампањата. И кога викам ВМРО-ДПМН, не мислам на основачите на ВМРО-ДПМН, бидејќи Лјупчо Љубе веќе одамна се Добре, тие се изјаснија. Не, одамна се преминати на другата страна. Тие се изјаснија дека треба да се излезе и се на другата страна. Оно што треба да се види дали Никола Тодоров ќе биде осамен во повикот да се гласа за или ќе му се приклучат. Кога сме тука еве да ја видиме неговата изјава и деловите од денешната дебата, кај што беше тој присутен и министерот за надворешни работа и Никола Димитров, за да се видат разликите во ставовите, нели еве Никола Тодоров има поинаков став од некои други во неговата партија. Поранешниот министер Никола Тодоров сака да ја види Македонија во НАТО, затоа на 30 септември ќе излезе да гласа, но нема да го заокружи одговорот за. На овој референдум јас ќе излезам и ќе гласам за ЕУ и НАТО, а против договорот. Некој ќе рече нема такво прашање, ја ќе речам има. Ја ќе одговорам на тоа моје прашање. Можеби можевме да имаме подобар договор
во минатото, но предпоставувам многу тешко ќе имаме подобар договор во иднина. И сите овие аспекти ми се многу јасни, ама тоа е рационалното. Како што кажавте, има и едно емотивно. И тоа емотивното некако не ми дозволува мене да заокружам за. Тодоров вели дека неговиот став е во согласност со партиската определба за самостојно одлучување, но според него ВМРО-ДПМН не смее да биде за бојкот и да следи мали групи кои ја предводат таквата позиција. По мене ВМРО-ДПМН не смее да бојкотира. Знаете зашто? Затоа што ВМРО-ДПМН не смее да биде мала, гласна, изолирана, гласна група на граѓани со чиста мисла кои што се контаминирани со лажица фекалии. ВМРО-ДПМН мора да биде силно мнозинство и затоа не може да си дозволи ВМРО-ДПМН да бојкотира. ВМРО-ДПМН не може да се дозволи да бојкотира затоа што ВМРО-ДПМН е уставотворна и државотворна партија. Учесниците на дебатата посветена на НАТО упатија порака дека доколку ги сакаме привилегиите од членството во Алијансата, треба да го искористиме моментот и да го поддржиме договорот од Преспа. Големата порака на овој договор е дека компромис е постигнат, успехот е почитуван и прифатен. Му се аплаудира не само тука, не само во Грција, туку и во Европа. Сега кога среќата е во вашите раце, треба да ја платите цената. Ова е тој момент. Многу земји од вашето обкружување немале ваков момент, немала ниту Палестина. Сега можете да одлучите бидејќи среќата е во вашите раце. Последните години со учеството во мисиите, Македонија ги споделува обврските со НАТО, но не ги чувствува бенефитите што ги носи членството, вели министерот Димитров и подсетува кои се трите главни придобивки. Има три клучни придобивки. Зацврстува стабилност, ја не прави попредвидливи и затоа има и економски придобивки и не прави во друштво со оние држави кон кои што се стремиме, какви што сакаме повеќе да биде нашата држава. Со членството во НАТО влегуваме во клубот на најбогатите, најсилните, најдемократските држави во светот. Зарем уште треба да размислуваме дали да гласаме за, праша председателот на Евроатлантскиот совет Исмет Рамадани. Ова беа ставовите искажани на денешната дебата. Божиновски, од друга страна, ако пак вака вели Никола Тодоров, Антонио Милошевски веќе се изјасни за ставот бојкотирам. Значи не тука дали имаме скриен бојкот или не, туку тој вели бојкотирам. А Мицкоски останува на реченицата дека секој по сопствено убедување треба да се изјасни, а не се да постапи всушност. Од тука ВМРО-ДПМН се гледа дека има различни ставови, тоа што веќе го дискутиравме, поделено е во однос на ставовите и нејаснотиите околу сето тоа за еден ВМРО-вски, како да речам, гласач, не помагаат можеби доволно во цензусот, ако е тоа намерата на ВМРО-ДПМН, а тие ќе речат не сме за бојкотирам, или пак помагаат за граѓаните да излезат и да гласаат? Не, има очигледно и тоа го видовме и од самите анкети дека гласачите на ВМРО-ДПМН генерално се или против, значи би излегол да гласа против или би бојкотирал. И едноставно сега партијата најдемократски им остави по нивно сопствено убедување тоа да го прават. Така да имаме ние точно луѓе како Антонио Милошевски кој е отворено за бојкот, но имаме и луѓе кои како подпредседателот на партијата Митко Јанчев кој што вели ќе гласам против, ќе излезам и ќе гласам против. Така да или Никола Тодоров сега кој што не против европската интеграција. Тој вели дека е за европската интеграција, ама против договорот. Да, и тука е всушност, значи се направија погрешни чекори претходно. Сега не може да се исправат. Требаше да биде ВМРО-ДПМН вклучена. Се виде во истражувањата дека луѓето се толку запознаени со овој проблем што верувате какви да беше прашањето, јасно е дека прашањето е за промена или не промена на името. Како сакате вие поставете го. Зашто не се направи договор? Да, нема назад, сега бе прашањето околу тоа дали и ВМРО на време ги анимирала на било кој начин своите гласачи да излезат или да не излезат. Анкетите покажуваат дека се работи на бојкот. Дали се работи или едноставно граѓаните сега се оставени се решаваат, затоа што овој е ставот сега што беше официјално кажано, беше и пред месец дена. Не е тоа некоја новина од став.
Така да граѓаните, согласно своите, имате вие дел од гласачите на ВМРО-ДПМН кои што се за бойкот, имате дел кои што ќе гласаат против. Проблемот е друг. Значи не е тоа дали самата партија работи. Ја не верувам дека самата партија работи и повеќе луѓе го демантираат тоа, дека има некаква, не знам, завера за тива бойкот и така натаму. Него едноставно имаме кампања. Ако ви имате кампања за и кампања бойкотирам, а немате никаде кампања против, нормално е дека луѓето од таму ќе се прелеат кон опцијата која што им е поблиска. Тоа беше очекувано и тоа... Мислите дека е издржан став на една партија, опозицијска голема партија, така да... Па видите, ако таа партија воопшто не беше вклучена во никакви во самиот процес од почетокот на преговорите па до носење одлука за прашањето и за карактерот на референдумот, ја не гледам зошто би требало да таа партија да донеси некако... И според вас не се работи за тивок бойкот? Како што... Во случајов? Да, на повикот на Мицковски, потоа... Значи, сите изјави, све ова што го гледаме од представници на ВМРО-ДПМН покажува дека не се работи на тивок бойкот. Кликовски, што мислите вие за ваквата поделеност? Изјавите на Мицковски, првата изјава на Мицковски беше дека он ќе гласа не. Ако се сеќавате, имаше неколку изјави на пратеници. Веќе спомнавте дека еден од потпредседателите ќе гласа ќе излезе на гласање. Така да не може да говорите дека партијата работи на организирање на бойкот, а дали во јавност со отсуство на кампања против се остава дека има два табора, тие што се за и тие што се бойкотирам, тоа е прашање на начин и на водење на кампањата. Да дополнам дека Мицковски во последната изјава беше дека ќе видиме на 30 како тој ќе гласа. Тоа е последната изјава од Мицковски и сакам да кажам колку пак е ваквите ставови на лидерот. Ние постојано нели го повикува и медиумите точно да се изјасни зашто е па се одлагаше таа одлука, па потоа кажа така како што кажа, па неговата изјава дека ќе гласа против, па изјавата секој по сопствено убедување, па изјавата на 30 да видиме да дочекаме. Да, меѓутоа видите, јас пишав таму еден куп причини зашто и одлуката на ВМРО за неодлучување е одлука. Сега би додал само едно, да не забравяме дека Мицковски стана председател пред многу малку време и дека он формално, неформално имаше најмалку 3/4 против кандидатите. Може би на гласање ги немаше, ама внатре во партијата си да знаеме и тоа збориме за каде што се од Унија на млади сили на ВМРО во партијата. Така да дел од тие луѓе сега се забойкотирам, дел од тие луѓе се изјаснија дека ќе гласаат, значи од неговите против кандидати и тие носат фракција е многу силен збор, носат од едно гласачко тело со себе, бидејќи се многу години во ВМРО-ДПМН. Нереално беше да очекува Мицковски да заземе во толку краток временски период од неговиот избор до референдумот да заземе јасен став и да ризикува спокување на ВМРО-ДПМН, што нема да значи дека и сега нема ризик за спокување на ВМРО по многу шавови. Очигледно дека има спротивстави. Не може на сите да им се допаѓа со таа изјава. Што не води дека повторно ставот на односно како гласачкото тело на ВМРО-ДПМН ќе се однесува на 30 е клучно за излезноста на референдумот, а муштенош ќе кажам за историчноста на референдумот. Во самиот договор пишува дека може да има, може да нема референдум. Значи, ако во самиот договор со Грција пишува дека може да има, може да нема, не е историски. Бидејќи ако беше историски ќе пишуваше со болт дека мора да има и дополнително референдумот е консултативен, така да и тоа е веќе во договорот одлучено, не е дека одлучено после во интерес договорот. На дебатата и различни мислења. Не, тука премногу се нафатим на форма, не навлегуваме во содржината. Затоа што дел од кампањата, мислам дека имаме малку премногу историја, а ние морам да кажам, ние на сите избори носиме историски одлуки. Груевски повикуваше 60 пратеници, зашто е судниот момент да цело време имаме историја и мислам дека е малку премногу историја за земја која не е важна. Лековски од самиот факт што ни доаѓаат клучни светски лидери, значи историјата тија прават, не правиме ние.
Тие констатира дека се работи за некаква историја, но без оглед на тоа, во однос на прашањето, мислам дека лидерот на ВМРО ДПМНЕ се наоѓа во незавидна ситуација и состојба од повеќе причини. Не му е лесно, значи, тој да исплива во тие корелации на внатрешни односи. Значи, тој тоа што кажа со право Клековски, пред 2 и нешто месеци, нели, кажа јасно дека јас, да, ќе излезам на референдум, ќе гласам против. И рече дека ќе гласа не. Така, ама во тоа има дека ќе излезе, да. Значи, ќе излезе и цензусот ќе се исполни, тоа е многу важно. И потоа, значи, се смени ставот полека. И јас се сложувам со Божиновски дека практично постепено, свесно или несвесно, ставот на ВМРО ДПМНЕ сега е да се бойкотира. Не реков дека става да се бойкотира. Не, јас реков, несвесно или несвесно, значи, ставот на ВМРО оди во насока на тоа да се бойкотира. Значи, не е тој јасен став, ама последици од тој став преземен, дека секој нека излезе да гласа како што е убеден по него. Исто како што изјавата... секој да се произнесе, тоа веќе не е да гласа. Како што беше изјавата, кој сум и јас да им кажам на луѓето како да гласат, а истиот лидер, нели, кажува дека договор не чинил, договорот е капитулански и така натаму. Едната не иде со другата. И велам дека пак го жалам лидерот оти тој се наоѓа во незавидна ситуација, во еден амбиент отруен со антизапад. Цело време, значи, ВМРО за време на Груевски, значи цело време руски влијанија со антизапад. Добро, Божиновски имаше моменти кога беа во судир со германската амбасадорка кога пратија писмо дека прашање дали таа незиниот став кореспондира. Не, некој што води кампањата бойкотираме Антонио Милошовски е докторант на Германија. Не, зборам дека имаше ВМРО моменти на оддалечување од Западот и говориме за сега, значи говориме за тој контекст мислам дека беше набилјали изјавата. Дека имаше моменти на оддалеченост од Западот. Тоа беше во време на Груевски. И тоа перманентно пратени пораки до обичниот човек, посебно член на ВМРО ДПМНЕ, кој продира во срцето, во тоа што е најчувствително. Факт е дека сега сите западни граѓани на Македонија, огромно мнозинство на симпатизери на ВМРО ДПМНЕ се за НАТО и за ЕВРО. Анкетите тоа го покажуваат. Во ниеден момент, во овие 10 години, во ниеден момент, односот меѓу симпатизери на Запад и на Русија не бил повеќе од 5:1. Кликовски факт е добро, ја пак ќе покажам дека имаше моменти кога ВМРО ДПМНЕ се оддалечи во времето на Груевски. Не е за НАТО и ЕУ, најмногу галама прави моментално. Билјали, сепак се сретна со Мицковски и Меркел и голем дел од нив не е ни ВМРО ДПМНЕ. Најмногу се ВМРО ДПМНЕ. Ајде сега не е тие се повеќе кај Јанко Бачев. Нели ги видовме знамиња на Русија, видовме дека НАТО е терористичка организација. Тоа знаме. Кој го носел? На митинзи на ВМРО ДПМНЕ. Тоа беше партијата на Јанко Бачев кој отворено е проруска. На ВМРО ДПМНЕ отворете ги, сега не правите. Ајде веќе кога сме кај влијанието на Русија. Некој ако донесе руско знаме на митинги, тоа е и тоа е Божиновски. Значи видете, да се префрла целата одговорност на ВМРО, да се импутира дека е некаква проруска партија е више смешно. Извинете, ама ова е више смешно. Па целиот смешно е, ви создава контраефект. Кај граѓаните создава контраефект. Влијанието на Русија во Македонија е непостоечко. Значи влијанието на Русија е многу поголемо во Грција, во Бугарија или во Србија. Во Македонија не постои такво влијание. Божиновски во однос на влијанието на Русија денеска зае физика. Доста со такви импутации проруски, проовак. Значи сите главни македонски партии се прозападни и кон НАТО и кон ЕУ. Па Русија сигурно не ги Божиновски. Во влада која министр за финансии дојде од Светска банка, во која министр за економија и подпредседател за економски дојде од USAID. Во која министр за надворешни, едниот беше докторант на Германија, другиот дојде од Брисел. Да тврдите дека биле проруски ориентирани, имаше момент на оддалечување, јас исто ќе се согласам со 12 години не успеат да се приближат. Ајде, во однос во влијанието на Русија заев денеска изјави цитирам. Не успеа да се приближи, не е точно. Се претвори во дебатата за не сака да прифатат, не е точно, не сака да прифатат тоа што им беше понудено како услов. Промена на името.
Аман бе. Ајде да видам сега. Кој ти раскажа дека можете да ме слушате мене? А зашто Македонија не беше Јас примена во сепак НАТО? барам да слушаме што кажа Заев во однос на Русија. Изјави дека, цитирам, немаме јас докази за некое руско влијание овде. Руската федерација е пријател на Македонија и таа нема ништо против интеграцијата на Македонија во Европската унија, но многу отворено е против нашата интеграција во НАТО и тоа го кажуваат многу јасно. Ова е изјавата денешна на Заев во однос на руското влијание. Впрочем, агреманите ги доби денеска новиот руски амбасадор без никаков проблем. Меѓутоа, кога сме веќе кај влијанието на тоа на лажните вести кои се глобален проблем, еве какви се твитовите и вестите околу референдумот и колку всушност тие твитови одат во насока на бойкотирам. Кој стои за твитовите со хаштаг бойкотирам во Македонија? И дали постои организирана акција за нивно споделување и ширење на социјалните мрежи? Зголемената активност за бойкот на референдумот го привлече вниманието и на дигиталната форензичка лабораторија на Атлантскиот совет од Вашингтон, која истражува како се шири пропагандата, од страна на кои профили се објавува и како истата се споделува. Според анализата на профилите, во последниот период се објавени 3032 твита. Тоа е всушност оригиналната содржина, поединечни објави на различен вид на пораки со клучниот збор или хаштагот бойкотирам. Потоа истите биле над 19.000 пати реобјавени од страна на профили кои ја поддржуваат кампањата. Значи дека околу 80% од целата објава на Твитер доаѓа од профили кои ги реобјавуваат веќе истакнатите твитови и пароли. Исто така форензичарите на Атлантскиот совет утврдили нешто над 1500 коментари на самите оригинални објави. Тоа покажува дека за пораките на бойкотирам не се развива голема дебата на Твитер, туку повеќето профили се насочени кон расширување на објавите споделени од други корисници. Најмногу Твитер споделувања на пораки за бойкот на референдумот се шират од 9 кориснички профили и благодарение на нив, кампањата за бойкот е меѓу највиралните на оваа социјална мрежа локално во Македонија. Меѓу нив се профилите на Јован Кукузел, Ангел Македон, Бурдуш ГВ, Ефто бойкотирам, Војко Митар, како и главниот профил на бойкотирам, кој е специјално креиран пред референдумот. Во кампањата за бойкот на социјалните мрежи, креирани се и специализирани клучни зборови за да се вклучи диаспората, со цел и гласачите во странство да не гласаат на референдумот. Во дигиталната анализа за бойкот кампањата исто така Атлантскиот совет открива неколку македонски сајтови кои ги промовираат Твитер хаштазите за бойкот. Постои вебсајтот boykotiramfit.com кој е специализиран за Твитер каналите со кампањата Бойкотирам за корисниците директно да ги споделуваат објавените твитови, а не да ги бараат низ Твитер. Дигиталната форензичка лабораторија на Атлантскиот совет истражувала онлайн активности на ботови и тролови за важни политички и општествени настани. Сајбер пропагандата се почесто е преплавена од организирани центри кои користат насочувани пораки за да влијаат врз одредена политичка група или фракција од државата и да влијаат врз настаните. Целта е да се демаскираат објавите на социјалните мрежи. Дали се тие дело на организирана пропаганда и кој стои зад намерното ширење на лаги и дезинформации. Атлантскиот совет е невладин think tank во Вашингтон, кој се занимава со конструктивно лидерство во меѓународните односи, а со цел да обезбеди отпор кон дигиталните манипулации со вистината. Дневно се објавуваат околу 200 твитови за бойкот на референдумот од страна на нешто над 80 корисници. Од нив само 10% се оригинални објави. Содржината на твитовите претежно е со крајно десничарски елементи. Се споделуваат и актуелни социјални мемиња, прилагодени за македонски услови, например дека Стив Бенон го поддржува референдумот или дека Пепе Жабата, символот на ултрадесничарите од САД и Европа, ги трола тие што сакаат да гласаат за референдумот. Еве ги вака коментираат и вакво е влијанието на Твитер и на социјалните мрежи. Она што дилема и кога се прават анкети, неколку анкети излега во последно време, е најбитното прашање цензусот. Колку граѓани ќе излезат и дали воопшто ќе го направат тој цензус од 900.000. Од друга страна, Божиновски, ако се гледа по бројот на гласачи на избирачкиот список кој е нешто над 1.800.000, а ако е цензусот нешто над 900.000 и од нив нели повеќе од половината да гласат, она што од друга страна пресметката покажува дека ако се зема во предите оние што не се во Македонија, тогаш автоматски се оди кон тоа дека не може да се повеќе пати сме го говориле ова, еве сега ќе објаснам колку што можам
поедноставно. Значи во Македонија на избирачкиот список има 1.800.000 гласачи. Дел од тие луѓе не живеат во Македонија. Они се државјани на Република Македонија, не може да се тргнат од тој избирачки список. Ја говорев и кога беа локалните избори дека една пракса на западните држави е за локални избори особено да не гласаат оние кои што се повеќе од една година надвор од општината, а да им се даде право и на оние кои што се можеби странци, но живеат таму. Самиот избирачки список, според она што јас го имам како податок, кој што се добиен индиректно, бидејќи ние немаме попис, што е особено голем проблем, е дека 20 до 23% спрема нашите проекции, околу 23%, 23,3%, сега може, ова беше пред година дена последното што го правевме, сега повторно ќе направиме, значи може и до 25% да не се во државата. Така да тие автоматски нема да гласаат. Тие се абстинираат. Да, тие нема да гласаат, тие не се тука. Значи, ние кога ги правиме анкетите, секогаш бројките се соодветни за луѓето кои што живеат во Република Македонија. Значи за околу 1.400.000 гласачи, не за 1.800.000 гласачи. Така да оние резултати, например, ние имавме слични резултати со истражувањата, дека например околу 40%, како беше 47 кај вас, 43 кај мене, ќе излезат да гласаат за. То треба да се подели, односно од него да се одземат оние луѓе кои што не се во државата. Значи таа не е бројката 180, значи 720.000, туку таа бројка е намалена за околу 23 до 24%. Така да, реално, ќе повторам, за да имаме ние цензус, во анкетите барем околу 65% треба да се изјаснат дека ќе излезат. Во тој случај ние 50% можеме да го достигнеме цензус. Тогаш можеме да бидеме сигурни дека ќе има Кликовски, реално е прашањето околу цензусот и истрабувањето дали е воопшто математички возможен со една ваква формула на луѓе кои што овде не живеат, а од друга страна, ако веќе го врзам со кампањите, ниту едната страна, ниту другата, значи ниту владата, ниту опозицијата не работеше на излезот на граѓаните кои се против. Сега кампањата е за, значи кампањата што ја води владата е за Европска Македонија. Тие ниту математички не пресмитаат дека треба да се обратат и на некој што е против. Било да го анимираат со објаснување на договорот, било да го натераат дека е важно да излезе на референдумот. Значи тие воопшто не работат со 200.000 да речеме гласачи кои што може да се потенцијални од ова претходно што го зборувавме поделеното ВМРО-ДПМН, а пак ВМРО-ДПМН со еден ваков стак па тие исто така воопшто не работат на тоа да граѓаните ги анимираат да излезат. Ама затоа зборевме ние дека чекорите кои се направија пред 2 месеци, последиците се... Да, меѓутоа веќе се во кампања и свесни се и власта дека им требаат луѓе за цензус. Тоа е. Историја дека ако една од страните не била активно вклучена во референдумите, референдумите завршиле неуспешно. Референдумот за територијална организација 2004 на која ВМРО-ДПМН водеше кампања за, а СДСМ повикуваше дека некои прашања не заслужуваат одговор, односно бойкотира, не успеа бидејќи без СДСМ не може да се постигне 50%. Слично помина... Башка што американска одлука тука за признава. Не, Башка помина исто референдумот во општина Центар за ГТЦ, каде што ВМРО-ДПМН остана дома и СДСМ во Центар не успеа да постигне 51%, поагајќи дека веројатно нема 1.800.000 гласачи, туку има 1.400.000 гласачи. Тоа се процените, сега може и помалце да се провери. И е јасно дека ако двете страни не само што ќе повикаат, туку работат интензивно на терен. Видите ние како ни паѓа излезноста ако се движиме од парламентарни према председателски избори. На парламентарни 65% излезност, што во Виница веројатно 100% излезност, пошто нема толку луѓе во дел од општините. Преку 55%, ова се фигуративни бројки, на 48 на последните председателски избори. Значи со двете партии вклучени, со два председателски кандидати, со за и против кампањи, ние до 48 стигнавме и затоа го намаливме цензусот за избор на председател на 40%. Меѓутоа, ова е за легалноста на успехот на референдумот,
одредени западни извори циркулира дека ќе прогласат легитимност на референдумот со 700.000 излезени. Да, и ако се 550.000 за, од 700 тогаш е успешен. Со 700.000, што предпоставам се преклопува со овие пресметки, бидејќи ДИК би требало да има доста добри проценки заради вкрстување на базите здравствено, пензиско и другите бази, кои се тука, кои не се тука. И веројатно проценката дека 700.000 излезени гласачи ќе може да се легитимизира, односно од Белин и Вашингтон ќе стигнат честитки за успешноста на во однос на легитимитетот веднаш по рекламите и би ве запрашала што тоа ќе значи и за пратениците, со оглед на тоа што треба двотретинско мнозинство во парламентот за да се обезбези да помине, меѓутоа за тоа веднаш по рекламите. Во завршница сме на дебатава, веќе најавив Мерсал во однос на потоа ќе падне товарот на пратениците за да се помине договорот, потребно е двотретинско мнозинство и тука веќе се калкулациите дека пратеници на ВМРО треба да кренат рака за да помине договорот. Од тука сега и прашањето како на што всушност ќе се повикаат, а комплицирано е. Прашањето е дали ќе има цензус, па од тие што ќе излезат мнозинството да биде за, па дали така е легитимен референдумот или не е и слично. Па пред да одговарам на прашање, мислам дека треба пред тоа да се објасни уште по-детално прашање на цензусот. Реално ние, значи, имаме еден неприроден цензус во однос на резултатите на излезеностот и ако ги направиме компарација со повеќе држави, цензус е многу понизок. Дури и кај нас, нели, цензус за избор на претседател на државата е 40%. Затоа и беше овој сменет уставот на државата. И велам дека е неприроден затоа што може да се случи победник да биде губитник. И како е тоа? Значи, замислите да излезат 49,99%. Од тие што се излезени да гласа за 90%. И замисли сега, другата страна ќе каже дека цензус не е исполнен. Значи референдум пропадна. А со толкава волја на мнозинство на изјасен глас на граѓани за. И за толкова мала бројка на граѓани кои гласат против. И затоа велам дека е неприроден. И тука е да се поставува прашање, што ако, например, за мал процент не се исполнува цензусот, а 95% гласат за. И тоа е веќе политика. Добро, веќе кажа дека Вашингтон и Брисел може би било поздравено. Не може произволно секој да си одредува што е добро, што е лошо. Не, се управо. Другата страна ќе каже да пишува во уставот вака и оти без оглед на тоа што бројката покажува волјата покажува расположение, значи тоа е институционално запишано во уставот, значи се отварат проблеми. Од тука маката на пратениците ќе биде, затоа и прашувам, затоа што оние ако има обврзувачки дека требаше да гласаат така како што сака мнозинството, ако имаме чиста победа на референдумот, практично, значи тоа ќе биде своевиден морален притисок и политички притисок, а и странски притисок врз пратеници да гласат како двотретинско мнозинство за уставни промени. Но ако имаме резултат кој е многу поволен во однос на позитивно изјаснување, но реално не се исполнува цензусот, било за символична бројка, тука е веќе политички проблем. Се плашам дека тука ќе се раѓат големи политички проблеми, јас не би сака да чувам. Да кажавте ви на почеток дека може. Нема да гласат. Божиновски, верувате ли дека пратеници на ВМРО-ДПМН можат да гласаат за поминување на договорот во собранието без, ако гледаме математички, 5 мина до 6 кои што би го прифатиле и би гласале за тоа што тоа не е можно? Зависи, ние сме свесни дека до сега, еве, например, СЈО си работеше многу во согласност со она што му одговараше на СДСМ. Ние видовме дека се отвараат случаи, произволно по волја се закажуваат судења, значи едноставно судството и СЈО е ставено во функција на власта. Ние имаме луѓе кои што... Мислите индиректно би им се заканувале на тој начин, што вие тезата? Да, апсолутно. А порано било добро. Не викам јас за порано сега, говориме за сега што се случува. Порано, ако е така, значи сега ако се оправдуваме со што било порано. Добро, меѓутоа Кликовски, преди да кренат рака, тие треба да се повикаат на некаков легитимитет. Ја говорам за сега. Дали има шанси да гласат? Да, ако им се заканат со затворски казни, со 20 години,
Добро, сега, меѓутоа ова сценарио ние не можеме да кажеме и да го предпоставиме. Па ме прашавте дали има шанси, ви кажав како има шанси. Да, меѓутоа мора да се повикаат на некаков легитимитет. Еве ова морално. Една дигресија ќе се вратам повторно, на чубаво оценивме дека неизлезноста ќе влие отсуството на против кампања, бидејќи тие луѓе што се против, пошто нема кампања против, многу е голема веројатноста да останат дома. Второ, морам да предупредам на триумфализмот на кампањата за, кој не е напуштен. Значи, рекома дека ќе има бесплатно здравство. Рекома дека со влезот во ЕУ ќе се добие, ќе се реши пласмано на земјоделски производи. Кога сите ние секоја втора година сме сведоци на демонстрации, блокади на патиштата од страна на грчките фармери, кои не го има решено. Пласмот само создава една атмосфера каде што овие луѓе што треба рационално да се убедат, ги одбивате. Мислам дека ова е најветувачка кампања заедно со милиардата на Циле, и во ред може ќе запали кај одреден број луѓе, меѓутоа кај одреден број луѓе предизвикува револт, бидејќи не одговара на фактите. Еден колега ми, еден драг пријател ми напиша порака да сме тука да ме предупреди дека и задолжителен референдум не може да го натера пратеникот да гласа. Тоа прашање мора да биде поставено на но сепак ќе имаше легитимитет таа одлука и затоа ние говоревме дека треба да е референдум задолжителен, да се постигне цензус и тогаш какви да беше одлуката, едноставно ќе ги принудеше пратениците да излезат и да гласат. Тоа беше целта. Практично тоа е сепак политичка цел. Значи, ако референдумот остави цензус, сигурно ќе влие и на пратениците на ВМРО ДПМН да размислат дали треба да гласат за договорот, за промени на уставот. Иако едно од неодговорните прашања е што се промените на уставот. Ама тоа е посебна емисија. Тоа е дебата, посебно имаме до 30 уште многу. Значи, ако биде фијаско референдумот, спрема бројките на оние што ќе излезат, верувам дека тоа е тие што се колебаат како ќе гласат, ќе ги охрабри, бидејќи има луѓе и на другата страна во СДСМ што се неодлучни. Еве, за крај, ќе го цитирам Хан, кој во Штип вели: "Убеден сум дека референдумот ќе успее." За време на посетата на Штип, тој вели дека е убеден дека референдумот ќе успее, но доколку не се случи тоа, Хан вели дека политичарите треба да донесат одлука и доколку имаме оваа изјава да ја видиме, а доколку не, ќе ја видите во наредното издание на вестите во 21:30. Europe and the country itself should be much more self-confident. We are the big player. If I look at the trade relationship, so 75% of trade is with the European Union, 75% of foreign financial investments are from the European Union. So it's obvious who is the economic power in the region. But it's not only about economic elements and aspects, it's also about European values which we share together. Тоа беше изјавата на Хан, ама за жал моите гости се уште сакаат да дебатираме, но времето истече, има време за дебати до 30. Ви благодарам многу за вниманието, а ќе останеме да го завршиме муабетот. Благодарам многу.